уште еднаш аплауз Тоска, кој е составен од фолклорниот ансамбл, оркестарот кој го направи авизото и се разбира пејачката група кои ќе бидат со нас оваа вечер. Во ваше име, почитувана публико, дозволете ми да го поздравам и градоначалникот на општина Штип, господинот магистар Илче Захариев, кој неговото присуство значи многу во поддршката и афирмацијата на македонскиот фолклор. Што друго да кажам, песната е таа што ги лечи раните, денеска е благовештение, сите што си го празнуваат празникот, нека им е за многу години со здравје и со среќа да го празнуваат и чествуваат. И време е да започнеме, а почетокот ќе биде отстапен токму на фолклорниот ансамбл на ансамблот Тоска, но ќе го зачиниме и со гости од естрадата. Овој пат наши гости се интерпретаторите Тања Јованова, Елена Јовчевска, Джесика Палашковска, Павел Мишевски, Сања Петковска, Бумбари бенд, Марија Димкова и Тања Блажева, кои подготвуваат специјално промотивно издание за ова вечер, и како балетската група New Generation од Прилеп. Тие дојдоа по, те кажеме, кијамет време по штипски да дојдат во Штип и да се представат. А првиот дел ќе го отвори, реков, ансамбл Тоска со песни и игри, така наречени соборски песни и ора од Скопско. Уживајте!
Би молил малку светло, ако може. Да се видиме, нели? Бидејќи падна светлосна завеса, би замолил колку за шлагворд, уште еден аплауз за овој сплет на убави македонски игри на кои постојано се воодушевувате, барем кога ги гледате вака на сцени на телевизија, а на телевизија ова што случува на сцената во Домот на културата Ацо Шопол го следат голем број на наши сограѓани не само во Македонија, туку и надвор од Македонија преку телевизија Бела. Што е следното, нели? Знаете, претпоставувате дека имаме гости од естрадата како потпора на ансамблот Тоска. Токму така, колега, вечерашниот концерт го продолжуваме со настап на две естрадни наши домашни звезди. Станува збор за Тања Јованова и Елена Јовчевска. Тие представуваат огромна поддршка за авторитетот на ансамблот Тоска. Ги поканувам на сцена, убавата гледка е загарантирана и сега само уште да уживате во она со што ќе ви се представат. Најпрво Тања Јованова, а потоа и Елена Јовчевска. Нешто во живо. Ајде на аплауз за нашиот оркестар. Болен лежи млад стоја, болен лежи ке умре. На главу младата
Синокјакера и чешмата Селани се зимраја Збор, збореја Кола ти ке умреш Бе да ми скапала Мене млада Далеко од леса За пари ме Ама направи трует, добро беше. Сега може да одеме, нели? Сега може со Горда Прилепченка. Вака пее Горда Прилепченка и никој друг. Елена, повели. Секој му е најмило, таму кај се роди.
Овации, овации. Благодарам на за настапот. Реков ова само еднаш се доживува. И ова сега што следува еднаш се доживува. Иако нели се уште е рано да збориме дека доаѓа време на лето, сите ги сметат годишни одмори, ама луѓето наполе или на полето треба да жнеат. Како тоа се прави, зошто се прави, какви се обичаите, ќе видите и чуете во следниот сплет именуван како жетварки.
И што да ви кажам, ја гледате традицијата, како се жне, односно како се работи на лук и на оцет. А па како се игра на лук и на оцет видовте и сега. Значи, треба да останеме доследни на традицијата, бидејќи таа ни е и расположба и здравје. Расположба и здравје доправа и следуваат. Ќе каже нешто повеќе колешката Ангела. Така, на наше огромно задоволство, денес премиерно ќе можеме да ја слушнеме новата соработка на Марија Димкова и Тања Блажова. А потоа, исто така ќе можете да уживате во настапот на Бумбари бенд. Ви посакувам пријатни моменти. Аплауз, бидејќи ова е премиерна изведба на оваа песна со наслов Стани Керково. Абе, такви се младите, трајче сега спијат многу. Што да ги правиме? И што да ги кажем? Мора да ги викаш, да ги молиш да станат. И стројници да пречекат. Не бива инаку. Сега стројници? Да, стројници. Што мислиш, ти не идат стројници? Идат, трајче, идат. Има разни стројници, вакви, онакви, некои се сомнителни, некои не. А, така ли? Да се пошегувам, бидејќи ова е
од така наречените шеговини песни од Беломорска Македонија. Така. Од Беломорска бе? Од Беломорска Македонија. Како е на Белото море? Бевте Да ти кажам, на Белото море не сум била, ама до Пожарско сум била. И до Воден, до водопадите. Овие денови бевте таму? Бев за Лерин. Што има ново во Лерин? Не го видов Леринот и денеска првше, сноши бев на забава. Имаше музика, песни, аплаузи, така натака, задоволство. Достоен. И назад. И да. Ајде нешто се и Тања да ја прашам да не се налути керкава. Како мајката слуша? Мора да слуша. Прво сакам да им го честам концертот на Тоска. Да се множат уште многу години вака успешни концерти. Поздрав до организаторот Благо Ѓорѓев и морам да му го честам именденот. Да е жив и здрав за многу години. Ке частне покасно. Сакам да му се заблагодарам затоа што овој дует е и негова заслуга од една страна. Тетка Марија е мајка во мојата песна, мојата мајка е тука некаде во публика, ја поздравувам и за целата моја поддршка што ми ја дава во овие години. Слушам, имала мајка ти проблеми да те препознае во оваа одежда? Малку да. Малку да. Малку не, ајде. Ке пееме после, нели? Бидејќи не чекаат други штипени само што долета они. Преку бара ти е како дома. Де Австралија, де Америка, не може да ги начекаме во штип, сега само што ги начекавме. Бумбари бенд, повелете.
во срца радост ке ни донесе. Тешко време за нас, знај ке помине, и во срца радост ке ни донесе. Песни пејам, а срце ми тагува, душа празна, а полна кафејана. Зарем таква ми била судбината, дома да сум еден ден во годината. Песни пејам, а срце ми тагува, душа празна, а полна кафејана. Барем ноќва душо да сме заедно, кога пејам в душа ми е полесно. Барем ноќва душо да сме заедно, кога пејам в душа ми е полесно. Аплаузи нормално за нашите пријатели, бракета Бумбари бенд. Ајде да кажеме нешто, имавте за овие наши гости, пријатели кои не знаат долгомесечна турнеја низ Австралија. Па да, како за почеток би сакал да го поздравам ансамблот Тоска и многу години да се вака нижат јубилеи, поздрав до организаторот и поздрав до сите вас. Во врска со турнејата, значи бевме на 5-месечна турнеја, од јуни месец до ноември. Се надевам дека и ова година при крајот на годината дека пак имаме таква турнеја. Што се случува? Работите нешто сега? Па да, гостување таму. Снимате материјал? Да, снимаме материјал при крај снимањето на вториот наш албум и се надевам дека во текот на годината, некаде есента, тука некаде би требало да го промовираме воедно и би сакал да најавам, значи 20 годишнина од постоењето на Бумбари бенд, па се надевам дека ќе има некоја промоција, ќе бидете поканети вие, отом потом живи здрави. Без нас не бива ништо, ниедно јадење не бива без мелодија. Без новинарите апсолутно така. Ништо. И сега ви благодарам што учествувате во овој годишен концерт. Следува нешто што е исто врзано за ансамбл Тоска, ама не е од овој сегмент на народната музика. Драга публико, продолжуваме со нешто малку поразлично. 21 година ансамблот Тоска, продолжение на Куд Ванчо Прке, веќе традиција 69 години. Но ансамблот Тоска замешал прсти и во некои други културни и забавни манифестации. А таква манифестација е Мак Балет, на кој што во 2012 година еден состав наречен New Generation од Прилеп освои прво место. Токму овие од новата генерација од основното општинско училиште Блаже Коневски од Прилеп вечерва се на сцената во Домот на културата Аца Шопов во Штип. Да ги проследиме. Ladies and gentlemen, welcome to New Generation.
Come on. Shoulda had them apple bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shoulda got load. Them baggy sweatpants and the Reeboks with the straps. Turned around and gave that big booty a smash. She hit the floor. Next thing you know, shoulda got load. Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Аплаузи за New Generation, кои лани беа прво место, нели, на Макбелет што го организира ансамбл Тоска. Морав од ова ќе още да излезам днес. Мислев да не го сретнам овој Псај од Кореја Северна ли беше Јужна со Гангам се нешто джентлмен нов хит ке имал. Се плашам од тие хитови, страф ме фаќа, бидејќи блага врска немаат со македонскиот фолклор. А со македонскиот фолклор има ансамбл Тоска и тоа дебела врска, и тоа дури во Охрид и во Преспа и во Струшко, бидејќи имаат сплет што е наречен езерски бранувања.
Драга публико, продолжуваме понатаму со реализација на замислениот концепт. Нашите естрадни уметници понатаму ве забавуваат, а најпрво ќе ја слушнеме битолчанката Джесика Палашовска. Потоа доаѓа Павел Мишевски и за крај ја слушаме Сања Петковска. Уживајте! Доближи се
povika da se ne pokrenem, posred se da me srenem, da me povika. Kade li samina, kade noć da te pronajda, želba mi ostana, emaš do zori, kraj tebe da se budam, odmerak da se izludam. Emaš do zori, kraj tebe da se budam, odmerak da se izludam. Аплаузи и за Сања, и за Джесика, и за Павел, кои ние с големија радоста на годинешниот концерт на ансамблот Тоска. Останува, како вели народот, крајот го краси делото или на тортата, шлагот не доаѓа ознова, туку на врвот. Затоа следното што ќе го видиме и чуеме овде на сцената во Домот на културата Ацо Шопов,
се сплет на игри, ми е незгодно да кажем, од Северна Македонија, Јужна Србија, Врање и наваму, се што е интересно ќе го чуете, видите во овој сплет на игри што ќе го изведе ансамблот Тоска. Plavo i zeleno,
Што е ово? Да си принцеса. Уште еден аплауз за ансамблот Тоска. Доказ на негувањето на традициите и оно што се нарекува модерен пристап. Благодарност уште еднаш. Ајде уште еден аплауз на аван сцена. Ангела? Драги мои, велат дека сето она што е убаво и сладко трае кратко. Така е и за денес. За жал мораме да ја заокружиме и ова дружба или овој годишен концерт. Од името на ансамблот Тоска ви благодарам што бевте гости, што го проследивте оно што го подготвија со макотрпна работа членовите на ансамблот Тоска во сите сегменти. Фолклорната група, оркестарот и пејачката група, се разбира и организаторите кои ги гледате во сенка. Ви благодариме и ве покануваме на следното другарување кое нема да биде многу време да ни треба да се видиме повторно на оваа сцена. Уште еднаш благодарам за присуството и до гледање. Довидување.